Центарот за стручно образование и обука од Скопје организира регионални средби во средните стручни училишта во државата, на кои така наречени фокус групи се наставниците и директорите, како и работодавачите, социјално-економските совети, локалните самоуправи и агенциите за вработување во регионите во кои функционираат овие образовни установи. Целта на средбите е да се анализира потребата на пазарот на трудот за нови образовни профили, односно за оние профили што веќе не функционираат или се пред згаснување, или пак за тие што можат да се ревидираат. Во рамките на фокус групата со работодавачите, кои што се во центарот на вниманието, веќе добивме сознание каква е состојбата поврзана со усогласеноста на она што го бараат работодавачите, со она што го даваат стручниве училишта во моментов и каква треба во иднина да биде, за да може во рамките на проектот кој што се реализира во соработка со Британскиот совет во Македонија и Центарот за доживотно учење да се реализираат сите овие активности врзани со изработка на стандарди на занимања, стандарди на квалификации, наставни планови и програми за овие квалификации што ќе ги утврдиме, за да може од есен учениците да почнат да реализираат нови наставни планови и програми во тригодишното стручно образование и обука во Републиката. Во моментот реформите во тригодишното стручно образование се во фаза на анализа на пазарот на трудот, односно се прибираат информации од стопанството, од општините и од училиштата за она што е атрактивно и барано од работодавачите за воведување на нови образовни профили. Реално е да се очекува дека анализата треба да заврши некаде во април месец. До тогаш треба да имаме и некакви податоци во однос на она, значи одредена рамка каде би се движиле, кои би биле оние профили кои би згаснале, кои би биле оние кои би се реформирале, што е она што како ново би се вовело во тригодишното стручно образование, а имплементацијата на овие нови профили, значи ние сакаме да стигнеме уште од септември веќе да се почне со нивната имплементација. Од Средното општинско училиште Гошо Викентиев велат дека подготвени ја очекуваат реформата во образовните профили. Ние сме секој за тие промени да бидеме во тек со случувањата, да можеме да произведеме кадар кој може веднаш да се вклучи во работа. Сребренов очекува со реформите да се подобри образовниот процес и на завршените ученици да им се овозможи приближување до потребите на компаниите. Освен представници на работодавачите, локалната самоуправа и другите институции од Кочани, на работилниците во Гошо Викентиев имаше учесници и од соседните општини.